Здраво. Нема да ја кажем мојата најава, како што ја викам секогаш, туку ова видео ќе биде малку така од посмирен карактер. Да. За тие што мислите дека ова го правам за лајкови, за прегледи и за сабскрајбери, не. Ќе почекам 5 секунди, значи ставате unsubscribe, дислайк на видео, напишете хейт коментар, ама не го гледате видеото. Добро? Сега ќе почекам 5 секунди. Сега, тие што останаа за тие 5 секунди, ќе ви кажам една работа. Јас, буквално за мене, музиката е втора живот. Пошто нема ден кога сум кај баба, кога сум кај кумата, кога сум кај сестра ми на работа, кога сум устан, значи нема ден јас да не слушам музика, пошто на мене музиката ми го смирува телото и според мене си пишам своји текстови, знаете дека имам гитара и синтесайзер, мислам дека музиката си ми е спасот на мене, пошто јас уживам кога слушам музика, значи си имам одвоено време, кој ден и зошто слушам музика. Да речем сега 9:15, а јас сакам да слушам музика, значи си имам одредено на дел кој и како слушам музика, пошто за мене музиката е втора живот. Ако не бидне ништо, ако еве пример, ако направам белја дома, се опуштам со музика, пошто музиката го опушта телото и го смирува мозокот. За мене музиката е втора живот и сега ќе кажам и зашто, пошто не знам, у последно време ме мамна носталгија за песни на Доше, на Шемса, на Сијан Сакич, кој друг, Ален Сакич, оние што се што биле порано пејачи, ме мамна носталгија за тие песни. И решив, ајде ќе го пробај, иако си малце не си саглам у паметот, пробај со музика, може ќе биде нешто. И пробам со музика, почнав да свирам гитара, почнав да пишам мои текстови, почнав да снимам едукативни видеа. И мислам дека музиката ми го носи доброто, пошто колку да си, како се вика, колку да си загрозен од општеството и од сите дешавки, спасот е музиката. Значи, без Бетовен нема убава музика. Иако Бетовен бил глув, ја напишал Ода на радоста. Исто така сакам да ви кажам дека музиката на мене многу ме опушта, ме релаксира, ми го смирува мозокот, телото, агресијата. И кај мене у фамилија стрикно се слуша, баба ми слуша народно, татко ми слуша српско, сестра ми слуша англиско, јас слушам македонско. Тука некаде сме. Ако не поли, може цела моја фамилија слушаме народни песни, ама независно дали се тие песни за млади или за стари, си ги почитувам. Пошто музиката може навистина да те смири. Ако немаш убав ден, да речеме, си се издрвил со шефот на работа, ќе дојдеш дома, ќе си пуштиш музика, ќе се релаксираш, ќе ти дојде убаво на душичката. Ама има луѓе, имам другари што еднаш седевме у парк и јас пуштив музика и овој ми вика, гаси таа срање музика. Луѓе, музика е за секој, немам вез дали е ромска, албанска, ваква, таква. Битно, музиката не смирува. Ова ви го кажам од лично искуство, пошто јас сум човек што многу сака да слуша музика, кој да сум гребав, секад сум со слушалки и со телефон, пошто музиката на мене ме опушта, ме релаксира и ми дава дополнителна мотивација за да го издржам секој нареден проблем. Пошто ако ние луѓето сами не се одлучиме како ќе го смениме тој проблем, нема кој да ни го смени. И да отидеме на докторот ќе ти каже, онервоза ти е пријател, може би додатен стрес, работа, училиште, преработка на музика, искачање од студио, влање у студио, може би цело време е напорно и не се поднесува. Ама на крајот од денот, да бидеме реални, сите слушаме музика. Лично јас слушам музика секаква. Дали е Двабона, дали е Таско, дали е Лазаров, дали е Джипи, Мипи, Асанов, небитно. Само знам дека музиката е втора живот за мене. Две работи може две или една работа може да се истина. Не две. Да окружиме бројка. Сијан Сакич од кога почина, сите му ги слушаат песните.
то што е починат македонски лик, до ден денес му се слушаат песните. И мислам дека во Македонија е многу пропадна државата, пошто од сите страни сме окупирани со политика, со ова, со она. Значи Македонија е ужасна држава. Ама музиката не е ужас, пошто јас имам давна мотивација дека сите видеа можам да ги изнаснимам, ама џабе и да го снимам ова видео, а да не е снимано со љубов, џабе е све. Така да, ете ви кажав како музиката за мене е втор живот. Сега можам комодно да си испеам една песна и после ќе се напијам една убава чаша вода. Така да, момци, девојки и дечиња, ако ви се допадна ова едукативно видео со насловот музиката за мене е втор живот, ставате лайк, ставате subscribe и тоа е тоа. Значи, што можам да запеам, да ми текне? Мој живот Швицарска, мој живот Немачка, браќа ко фамилија, мајка овде немам ја. Ти си жарулет, мој пати свет, ај хаосурет. Ти ми звониш пак, јас сум недостапен и према тебе сум гад. Ај, ладен као Канада, ти е врела као Панама, не си свесна самата. Што ми може да запевам за крај на видео? Од парк. Растен на бевцо немир е светов, постанав хелбо и казна е сето, право во пекол не зна е секој, само ти кеш број не си ти херо. Не знам каде терате, гладни сте, само земате, животов не фере. Иначе, јас сум требал да идам на музичар, ама толку ми даде Господи на мене памет за музика. Така е, баба? Татко ми да беше по музичар, сега ќе беше од мене човек. Така е, баба? И баба се согласува. Значи, сега баба ми ќе треба да гледа. Вижте, јас ќе морам да скратам со видео. Така да, од тоа беше тоа за видео. Ако се допадна, ставате лайк, абонирате ако не ставате и subscribe за видео. Ќе ве запалам со бензин. Не, се шалам. А да се на видео. Пис. Удар бабуш.